Доволно е малку слободно време и добра волја за да се уживаат благодетите на животот. Токму тоа и ние денеска го направиме. Се наоѓаме вон Скопје, времето е прекрасно, температурата е околу 7 степени Целзиусови, воздухот е кристално чист. Со позитивна мисла и со убаво расположение ве дочекуваме во новото издание на Автомагазин. А тука ќе ви ги прикажеме новиот Volvo S90, потоа Range Rover Evoque во неговата кабрио изведба и имаме интересен тест на Fiat 500X. Тоа не е се што ви подготвивме за оваа емисија. Ќе има и изненадувања, но останете со нас за да ги проследите сите наши содржини. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. You be my sunshine. Разбудија енергијата во себе. Новиот Peugeot 208. Наскоро во Македонија. Време е за нова Корола. Поголемо задоволство за 15% пониска цена на сите модели на Корола. Одбери Корола со вклучени алуминиумски бандажи за секој купен модел. Вози и уживај. Ве очекуваме во нашиот салон. Toyota, always a better way. Златен напиша статус. Форд тврди дека Transit Connect е тестиран 6 месеци без престан. Хаштаг да, сигурно. А Тони му стисна лайк на постот. Па си рековме да им докажеме. Одлично. Останаа уште само 5 месеци и 29 дена. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува домаќинско осигурување, патничко и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Прошетката низ природата и убавото време може да се почувствуваат не само кога сте пешачи, туку и кога сте задуправувач, особено на кабрио возило. Range Rover со својот Evoque сака да не внесе во една нова ера на теренските возила. Теренските возила кои ги користиме насекаде во природата се оклопени, односно се со метален покрив. Но Evoque во своето ново издание ќе нуди и кабриолет изведба. Ноември е чуден месец за премиера на кабриолет, посебно во Англија каде дождот и маглата се фолклор. Но амбициозните презентери на Jaguar Land Rover ништо не може да ги спречи, најмалку пречки од календарски вид. Тие, како и секогаш, на спектакуларен начин го покажаа најновиот модел на британската марка, топлес верзијата на Evoque. Под нивна режија, симулацијата на летното изгресонце зазори над новиот Range Rover Evoque Convertible како символ на новата ера во светот на луксузните отворени возила што тој ја започнува.
петиот член на луксузното теренско семејство за прв пат го спушти својот покрив, капејќи се во блескава светлина. Проектирана со користење врвна технологија, со неа темнината на студената зимска ноќ беше трансформирана во златниот сјај на топлото летно сонце. За проекцијата, која покриваше простор од прилика голем колку 10 тениски игралишта, беа употребени 20 проектори, секој од по 400.000 лумени, што е еквивалентно на 40.000 свеќи. Здиво оздемачката сцена ја комплетираше амбиентот на Гранари, плоштадот во Универзитетот на уметностите во Лондон, со фонтана од 1080 индивидуално контролирани прскалки и 4320 ултраштедливи лед сијалички. Сето тоа овозможи да се долови промената на годишните времиња на која новиот Range Rover Evoque Convertible гордо и пркоси. Нарекувајќи го символ на префинетоста и луксузот, креативниот директор на Land Rover, Гери Макгаверн, ќе каже дека елегантните дизајнерски пропорции на Evoque само го навеле на создавање кабриолет. Како основа е искористена тривратната верзија, чиј ефикасен покрив е заменет со платнен. Него електриката го спушта за 18, а подига за 21 секунда, што може да се стори и во возење со брзина до 50 км на час. Механизмот за задвижување дозволува само 251 литар багажен простор, но значајно е тоа што позицијата на покривот не влијае на неговиот волумен. Кога покривот е подигнат, звучната изолација е споредлива со онаа на стандардниот Evoque, од кој пак кабриолетот е потежок за 270 кг. Добар дел од тоа е заради зајакнувањето на структурата на каросеријата, за да се обезбеди максимална заштита на патниците. Иста задача ќе имаат и двата алуминиумски ролбари скриени во задниот дел од каросеријата, кои во случај на превртување се подигнуваат за 90 милисекунди. Како кабриолет за цела сезона, Evoque Convertible и во реалниот свет ќе пркоси на временските предизвици. Способен да ги понесе 4 патника ако треба и на врв на скијачките терени на Алпите или Аспен, тој ќе биде опремен и со иновативен држач за скии. Ова е само една од особеностите на новиот теренски кабриолет, кои ќе ги дознаваме се до напролет кога ќе му започне продажбата. Ќе бидат понудени две верзии, бензинска со 240 и дизелска со 180 конски сили, со почетна цена од 47.500 фунти. Во филмовите за Джеймс Бонд некогаш е подобро да се биде лош. Ако ништо друго, лошите момчиња подобро се забавуваат. Така и во најновото остварување за животот и делото на тајниот агент 007, каде продуцентите на дежурниот негативец му го наменија концептуалниот Jaguar CX-75. Овој откажан проект на британската марка го имаше своето единствено појавување во живо на салонот на автомобилите во Париз 2010 година. Беше замислен со револуционерен хибриден погон со 2 гасни турбини и 4 електромотори со вкупно 850 конски сили. Плановите за него беа амбициозни. Производство на околу 250 примероци со цена од 700 до 900.000 фунти секој. Но, како што обично бива, сето ова падна во вода и мускулестиот спортски двосет со одличен изглед ќе отидеше во заборав да не беа продуцентите на филмот Спектар. За потребите на неговата промоција во Мексико Сити, Фелипе Маса пред очите и ушите на јавноста го провози адреналинскиот Јагуар, кој покрај се немаше доволно сила главниот негативец мистер Хинкс да побегне од правдата, што ја спроведува службеникот на низиното височество.
Од секогаш швеѓаните имале посебни сваќања што се однесува до дизајнот, но и до автомобилите. Volvo S90 представува луксузна лимузина која ќе се надпреварува со Mercedes E-класа, BMW серија 5 и Audi A6. Се разбира и Jaguar XF, но со својата дизајнерска и технолошка филозофија Volvo има веќе мала предност. Мала предност бидејќи во неговото креирање и правење се инволвирани швеѓаните. А кога тие нешто прават, го прават не само перфектно, туку и многу интригантно. По 9 години поминати на пазарот, големиот Volvo S80 конечно оди во пензија. Чекањето се исплатеше, иако и стариот не беше лош. Новиот премиум седан на Volvo со ознака S90 е светлосни години пред него. За овој модел долго време се зборуваше. Швеѓаните покажаа два концепта, еден купе и еден караван, кои само ја разгореа страста за вистинските информации. Сепак и покрај познатите факти, Volvo успеа да го зачува S90 под велот на тајноста. Она што не се криеше, туку со гордост се истакнуваше дека е поставена новата прилагодлива архитектура, истата онаа од XC90. Со неа во пакет ќе дојдат и погонските единици и бројните напредни електронски решенија, за кои ќе се зборува се до официјалната промоција на моделот на салонот во Детройт во јануари. Сигурно и после тоа, но не и сега, оти швеѓаните не ги оптоварија иницијалните информации за Volvo S90 со куп технички податоци, како што тоа го прават германците. Всушност, по многу нешта шведскиот настап се разликува од оној на германските конкуренти кои суверено владеат со премиум пазарните пространства. Токму со тие разлики, Volvo ќе ја нападне нивната доминација и очекува да успее во тоа. Прво што се забележува е изгледот кој не е така германски ладен. Идејата образложи подпредседателот на Volvo Томас Ингенлат, задолжен за дизајнот на возилата, кој кажа дека во овој прилично конзервативен сегмент сакале да донесат нешто сосема ново. Затоа S90 има надворешен изглед со визуелен израз кој зрачи со лидерство и доверба. Внатре пак S90 ги искачува автомобилите на едно ново ниво со висок луксус, неприкосновен комфор и контрола во возењето. И во однос на тоа, S90 прави голем чекор напред. Од Volvo тврда дека имаат доловено комплетно ново чувство во возењето со динамиката и перформансите, но не даваат никакви спецификации, освен нешто малку за T8 Twin Engine плагин хибридната варијанта. Од бројките за неа се споменуваат електромоторот на задната оска од 65 киловати и комбинираниот стартер генератор од 34 киловати споен на коленестото вратило на дволитарскиот турбомотор. Тој ќе има тројна задача – да го стартува моторот, да ги полни батериите и да биде на испомош за повеќе сила кога ќе биде потребно. Volvo не кажува со колку точно сила новиот S90 T8 ќе располага, но се знае дека овој систем на сите 4 тркала на XC90 преку 8-степениот автоматски менувач му испорачува 407 коњски сили. Не кажуваат ништо конкретно ни за економичноста, како за оваа, така и за останатите погонски групи, една бензинска и две дизел. За сега се знае само дека сите се дволитарски, дека бензинецот ќе биде опремен со два компресора и дека освен споменатата автоматика на располагање ќе бидат и со 6-степена мануелна трансмисија. Првото поглавје од приказната за Volvo S90, швеѓаните го заокружуваат со споменувањето на безбедносната електроника, меѓу кои системот за детекција на големи животни, кој го работи токму тоа, и дење и ноќе ги препознава големите животни на патот како лосовите, елените или коњите и реагира со предупредување и иницијално клучење.
Друг споменат систем е полуавтоматското движење, кое го одржува возилото во лента на движењето до околу 130 км на час, кој е чекор напред кон целосно автономно возење, за кое сме убедени дека нема долго да чекаме. Жална вест за алфистите. Ке мора да се стрпат уште 6 месеци за Алфа Ромео Джулија. Според најавите требаше да биде лансирана до крајот на годинава, но неофицијално се дознава дека италијанската убавица ќе доцни. За да не паднат во депресија, им го сервираме звукот на единствената Джулија Квадрифолио Верде. Тој е произведен со помош на 510 теконски сили исцедени со 2 турбокомпресора од 6 цилиндри на моторот, на кој инженерите на Ферари му ја имаат вдакнато душата. За останатите, малку од возењето и атмосферата од представувањето на новата италијанска убавица. Француско-јапонската врска помеѓу PSA, Peugeot, Citroen и Toyota се продлабочува. Во заедничка копродукција е развиен нов модел, овој пат од доставната програма. Возилото, кое ќе биде представено во март на салонот на автомобилите во Женева, ќе ги носи имињата Peugeot Traveler, Citroen Space Tourer и Toyota ProAce. Виртуелно сите изгледаат исто, освен посетни козметички разлики кои ги диференцираат како модели од различни марки. Исти ќе бидат и механиката и погонските групи, но се очекува поинаква пополнетост со опремата. Во овој момент не се познати никакви детали за овие возила кои ќе се произведуваат во некогашната заедничка фабрика на Fiat и PSA Севел Норд во Валенсиен, Франција. Тоа што во истото место се наоѓа и фабриката на Toyota во која се произведува Јарис е чиста случајност. Колку и да не ни се допаѓа глобализацијата, таа сепак покрај сите негативности носи и позитивни работи. Пред се тоа е технологијата која порано кошташе многу пари, а денеска може да ја добиеме во рамките на разумна сума. Еден од таквите примери е автомобилот што е зад мене. Тоа е Fiat 500X и оваа изведба е четврта по ред во номенклатурата 500. Оваа ознака за Fiat значи многу. Пред се означува емотивни производи кои не само што го истакнуваат новиот дизајнерски јазик и филозофија на Fiat, туку и пружаат големо задоволство во возењето на сопственикот. Fiat 500X е технолошки близнак, односно го има хардверот на Jeep
Renegade, но во основа тоа е така, но неговиот изглед е нешто сосема друго. Можам слободно да кажам дека веќе и на прв поглед Fiat 500X означува едно емотивно толкување на спортско корисно возило. Кога Fiat го представи 500, не подсети на Dolce Vita, односно на 50-тите години од минатиот век, години кои се славеше животот, години веднаш по Втората светска војна, кога луѓето се задоволуваа со малку. Но со појавувањето на 500-ката, Fiat не само што подсети на Dolce Vita, стилот на живење, односно сладок живот, туку и сакаше да стави модерни зачини во каросеријата. Во тоа потполно успеа. Дериватите како што беа 500L и 500XL не се најдобро прифатени на пазарот, но 500X значи многу. Многу подсетува на основната 500-ка со неговите дизајнерски цитати. Пред се на предницата, но и видете на задниот дел. Но бројот 500 има огромно значење за Fiat. Ако го гледате овој автомобил од блиску, ќе приметите преку 15 ознаки со бројот 500. Не зборам за брендингот од страна на импортерот, туку зборам за надворешноста на автомобилот. 500-ка имаме на поклопецот на багажникот. Потоа имаме на секое тркало, а во внатрешноста го имаме скоро на секое ќоше. Пред сопатникот, потоа на менувачот исто така може да се види 500-ката и во внатрешноста. Извезена е на самите седишта. Дури ја има 500-ката на патосниците, на праговите, но и на едно интересно место кое едва и го забележавме. Дури и на светлата нанапред. 500-ката не само што подсетува на Dolce Vita, туку и Fiat се потруди секаде да ја има наоколу, како и да погледнете. Единствено ја немаше во гепекот, каде што навистина не можевме да забележиме дека внатре ја има. Тоа беа првите забелешки за Fiat 500X, но да видиме како е тој скроен во внатрешноста. На возење ја добивме една од најопремените изведби на 500X и таа е задвижувана од 2-литрен турбодизел мотор од 138 конски сили и погон на сите тркала. Веднаш се забележува дека во внатрешноста ги имате потребните манипулатори кои се однесуваат за стилот на возење. Имаме можност да возиме спортски сетап, потоа комфорен и трекинг, односно сетап за возење на теренот. Токму и денеска ќе го возиме на теренот, но ќе останеме уште малку во внатрешноста. Како што гледате, се е направено во духот на минимализмот, но модерниот волан ги има сите потребни манипулатори со кои можете да ги контролирате не само системот за забава во внатрешноста, туку и телефонот, како и останатите функции на автомобилот. Пластиката на централната конзола е гумирана и таа изгледа извонредно квалитетно. Исто така и другата горна пластика. Но тука се забележува ефектот кој го употребуваат скоро сите производители, а се вика лажење на очите. Во што е штосот? Штосот е во тоа да во сите предели на автомобилот, каде што се достапни на погледот на возачот и патниците, е обложено со квалитетна пластика. Тоа значи и вратите, но сите површини, например овие долу, кои многу ретко се користат и дури се скриени од погледот на патниците, се изработени од груба пластика. Но зборуваме за автомобил кој чини некаде околу 22.000 евра во ова ниво на опременост. Значи, погон на сите тркала, 2-литрен турбодизел мотор и
богата опреметност на внатрешноста. Исто така, комбинацијата на текстил и кожа е погодно направена. Грубиот изглед на самата кожа не е поради тоа што не можеле италијаните да одберат подобра кожа, туку да не подсети на она што ви го кажав претходно, на Долче Вита, на годините, средните години на минатиот век, кога и производството на кожа не знаеше за нивото на префиненост која ја имаме денеска. Тоа беа моите забелешки за внатрешноста и одиме да го испробаме 500X на терен. Fiat 500X се прокламира како спортско корисно возило, компактно спортско корисно возило и како своји конкуренти ги има Opel Mokka, потоа Peugeot 2008, како и Renault Captur и Nissan Juke. Но Fiat од оваа групација возила што ги споменав има најсилна персоналност. Веднаш се воочуваат неговите манири на возење надвор од асфалтот. Управувањето, што многу ме изненади, е доста прецизно и возачот секогаш има чувство каде се наоѓа автомобилот и како треба да се однесува со него. Она што на прв поглед не ми се допаѓа кај 500X, тоа е побучното работење на дволитредниот JTD мотор. Тој одлично ја погонува каросеријата. Исто така погонот на сите 4 тркала одлично реагира, како и електрониката која помага за стабилноста. Но, како што реков, продирањето на звукот на моторот е поизразено во кабината. Инаку, кога се вози 500X на терен, односно на макадам, кабината, односно сите пластични површини се тивки. Само се слуша удирањето на камењата на пневматиците. Јас се уверив во стабилноста на овој автомобил, па затоа се ќе го пробам како се однесува вон асфалтот. Ова не е некој захтевен терен. Јас го возам каде што повеќето кросовери би поминале, а како што гледате и Fiat 500X нема никакви проблеми со теренските манири. Сега ќе го донесам во ситуација едното тркало да му остане во воздухот, па да видам како реагира погонот на сите тркала. Еве го заглави во позиција и сосема добро ја надмина оваа пречка. Инаку неговото растојание од тлото е 15,8 сантиметри. Јас сум убеден дека оваа консталација, како што е направена во Fiat, ќе може да се справи и со многу потешки терени. Единствен недостаток, односно мана која не ми дозволуваше да се осмелам да го пробам на потежок терен однесувањето на 500X е поради малото растојание од тлото. Сепак, купувачите на 500X скоро никогаш нема да го возат во вакви услови. Тој е направен со него гордо да се перчите низ градските улици. Оние нерамнини што ги има на улиците, стоички ќе ги помине без поголеми проблеми. Кога го возиме на теренот во модусот на возење терен, подпирањето е нешто потврдо. Целата каросерија е потврда и повеќе се чувствуваат вибрациите, но далеку од тоа дека е неудобен.
На Макадам, поради многуте камења на патот, се чувствува дека стабилноста е намалена, односно се јавува подуправување. Но благодарение на електрониката која содржи Fiat 500X може да ви даде една интересна забава на ваков пат. Тој е скроен на него, односно со него, да се справат и многу полоши возачи, така да задоволството и безгрижноста на возењето и зад управувачот е на високо ниво. Fiat со овој производ покажа и докажа дека знае да направи многу наменско возило, па дури и да биде тоа забавно. За цена од 22.500 евра Fiat 500X е сериозен конкурент на возилата кои ги спомнав предмалку и има со што да се пофали. Fiat со моделот 500X влегува во полето на спортско корисни возила, односно кросовери од компактната класа. Таму го очекуваат Peugeot 2008, Nissan Juke, да не ги набројавам останатите конкуренти. Но Fiat успеа да направи најемотивен дизајн од сите овие спортско корисни возила. Исто така, поради гените кои ги има преземено од Jeep Renegade, погонот на сите 4 тркала е многу добар. За пофалба е, бидејќи ви пружа вистинско чувство за подлогата на која го возите. Една од негативностите на Fiat 500X е моторот кој е галамџија. Неговите перформанси се безкомпромисни. Неговите 2 литра и 138 коњски сили се и повеќе од потребни за агилно движење на оваа каросерија. Но сепак неговиот звук широко продира во внатрешноста. Реков дека неговите теренски својства се благо лимитирани. Тоа е поради малото растојание од тлото. Затоа не се обидов да го возам на некои позахтевни терени. А убеден сум дека погонот на 4 тркала, исто и моторот се способни да издржат далеку поголеми напрегања. Сепак, Fiat 500X ретко кој ќе го вози на терен или на макадам. Ова е направен автомобил да биде урбан шмекер. Урбан шмекер и да биде исто така гордост на своите собственици. Со неговиот стайлинг, опременост и, се разбира, изглед, тоа нема да биде тешко. Имено, Fiat успеа да направи четврт дериват врз основа на малиот 500, но со од него очекуваат да биде повеќе од добро продаван и повеќе од атрактивен автомобил. Затоа, јас сметам дека за цена од 22.500 евра за ова ниво на опременост како што го возиме и оваа моторизација, Fiat вреди за секое евро.